почитувани мајки, сопруги, работнички, земјоделки, лекари, професорки, правнички, наставнички, невработени и вработени сограѓани. Има ли нешто подобро и поубаво на светот од една жена? Има. Подобро и поубаво од една жена се илјадници жени социјалдемократки собрани на едно место. Оваа гледка е најубавата гледка на светот. Велат дека Охрид е најубавиот град во Македонија и еден од најубавите на Балканот. Тоа навистина е така. Но Охрид никогаш не бил поубав од денеска. Тоа е поради вас, драги мои социјалдемократки. Вие Охрид денеска го направивте најубав град на светот. Пред 2 години го разобавивте Штип. Минатата година го разобавивте Тетово. А годинава Охрид. Кај што ќе стане женска нога социјалдемократска. Таму се шири добрина, убавина и позитивна енергија. Таа енергија ќе преплави цела Македонија. Имавте и верба и доверба и самодоверба целиот овој период позади нас. Внатрешната желба за слобода ја носи слободата на Македонија. Секој индивидуален порив за промени го јакне заедничкиот порив кој ќе ги донесе промените. И еве, промените ги почнавме. Ти си таа промена. Ти си промената. Ти си промената. Ти си промената. Вие сте промената за нашата заедничка Македонија. За меѓународниот ден на жената, секоја жена заслужува барем по една црвена роза. Само вие, драги мои социјалдемократки, цел живот во срцето ја носите и најубавата црвена роза, заштитниот знак на социјалдемократскиот сојуз на Македонија. 8 март може да го слават сите жени од светот, но тоа најмногу им прилега на жените социјалдемократки. Оти токму социјалдемократките Клара Цеткин и Роза Луксембург биле тие пред помалку од 1 век што го кренале својот глас за правда, слобода и рамноправност на жените. Бидете среќни и горди што сте нивни следбенички. Поранешната британска премиерка, челичната лејди Маргарет Тачер еднаш има кажано: во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано како што треба, тогаш за таа работа побарај маж. А ако сакаш нешто да биде направено како што треба, тогаш за таа работа побарај жена. Осми март најчесто се сведува на поклонување цвет, на убав збор или гест, но некогаш овој ден имаше и многу поголемо значење. Овој ден представуваше ден на вистинска борба за човекови права, достоинство, почит. Со овој традиционален 8-мартовски марш, вие уште еднаш ја покажавте нашата борба од која нема да отстанеме. Борба за правда, борба за солидарност, за еднаквост, борба за враќање на човековите вредности кои што за жал
во Македонија се изгубија. Вистинска борба за слободна и демократска Македонија. Ајде од убавиот Охрид во чест на 8 март да испратиме порака до сите граѓани од цела Македонија. Ова година, Македонијо, заедно сплотени како никогаш досега, ќе воскреснеме 8 убави женски имиња. Тоа се вера, љубов, надеж, вистина, правда, демократија, слобода и најубавото име Македонија. И сега, од овде, од Охрид, нека ме слушне текстилната работничка од Штип, која ме прашуваш. Како и сите оние кои што работат и ден и ноќ, саботи и недели, делник и празник за минимални примања. Социјалдемократскиот сојуз ќе воведе регистар за прекувремени работни часови поврзани со управата за јавни приходи. Работодавачите нема да можат повеќе да ги кријат вашите одработени часови. Ке мора да ви ги платат. Ке поттикнеме секој правен субјект да мора да има синдикат кој што ќе ги штити правата на работниците. Ке ги обезбедиме сите потребни заштитни механизми за да спречиме какво било насилство врз жените. Ке обезбедиме државна поддршка за зголемување на бројот на жени предприимачи. Со тоа ќе овозможиме жените да водат собствен бизнис. Ќе овозможиме вработување на жените во руралните средини и поддршка за жените фармери. Ќе изградиме поголем број детски градинки каде што ќе бидат згрижени децата. Ќе има втора смена во детските градинки за да им олесниме на мајките кои работат во 2 смени. Ќе воведеме флексибилно работно време за мајките со мали дечиња. Ќе го гарантираме враќањето на истото работно место после породилното отсуство. Ќе го унапредиме работното законодавство со дополнителна заштита на бремените жени работнички. За жените работнички со навршени 57 години старост ќе овозможиме да добијат неполно работно време од 6 часа до навршување на 60 години старост со задржување на целата плата. За жените работнички со навршени 60 години старост ќе овозможиме да добијат неполно работно време од 4 часа до исполнување на условот за пензија, односно 62 години старост со задржување на целата плата. Еве и неколку други мерки за сите граѓани кои индиректно ќе ви го олеснат и вам животот, почитувани жени, мајки, сопруги. Институциите ќе работат во 2 смени до 20 часот, што ќе ви го олесни извршувањето на приватните и службените обврски. Ќе има бесплатен сервис за помош на еднородителски семејства и самохрани родители во нивното секојдневно функционирање. И пак ќе се навратам на текстилната работничка од Штип. Ми рече, застанете за нашите права и ќе ви ја дадеме довербата. Ако на некого му доликува да застане на страна на работниците, да застане на патот на дискриминацијата, да обезбеди родова и секаква друга еднаквост, тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да, од овој марш ви порачувам, Социјалдемократскиот сојуз застанува зад вас жените, зад вас работничките и работниците, зад вас онеправдените, зад вас угнетените и понижените, зад вас храбрите и достоинствените.
Дами мои, бидете горди и самоуверени, вие ја заслужувате сета почит во ова наше општество. Заедно испишавме една убава историја за која што ќе зборуваме и пред нашите деца и пред нашите внуци. Ова се историски моменти пред кои што сите сме исправени. Ве гледам денеска овде со слободна волја, сплотено и високо кренати чела, без наредба и директива. Ве гледам од овде и знам, вие сте предвесникот на најубавата пролет во нашата Македонија. Ајде, дами мои, заедно да ја исчистиме од злосторства и непријателства нашата заедничка куќа и да го проветриме домот. Македонија да ја вратиме на вистинскиот, на европскиот пат. Заедно да се избориме да изградиме светла иднина за нашите деца, за сите нас. Нашата Македонија да биде гордост за секој наш граѓанин. Да сте ми живи и здрави, да ви е среќен